Благодарам, почитуван председавач Љупчо Димовски. Предлагам точката 7, предлог на закон за изменување на Законот за шуми да се повлече од дневниот ред, со образложение дека понуденото законско решение е тотално неприфатливо и во целосна спротивност со шумарската пракса и состојбите со шумите во Република Македонија, посебно во делот со дрвократството и уништувањето на шумскиот фонд. Со законот се предлага драстично намалување на казните за сите сторени дела во шумарството, и тоа не за 50, не за некој мал процент, туку 10 пати намалување на казните. Со ова, владата на Република Македонија и ресорното министерство ќе постигнат многу лош ефект во шумарството. Директно ќе го стимулираат шумарството, а доколку не се повлече законот, ќе сметам дека ова е и политичка конструкција со цел да пред избори се овозможи масовно крадење на шума, на дрва, што дополнително ќе ја влоши и така лошата состојба во шумарството. Доколку не го повлечете законот, ќе ви цитирам многу студии кои зборат за алармантната состојба со шумарството, посебно во делот на заштитата, и едно вакво решение е тотално неприфатливо за шумарството денес. Значи, ова е несериозен однос од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и директно поставам прашање дали уопшто е консултиран некој шумар во однос на изработката на овој закон. Исто така предлагам од дневен ред, не знам точка по точка да одам или да ги потенцирам сите. Предлагам да се симнат и точките 10 и 11. Точка 10 е предлог на закон за изменување на закон за Државниот инспекторат за земјоделие. Покрај тоа што имаме усогласување на законски казни, овде се директно влие и на текстот на законот. Значи се прави еден абсурд да инспектор по земјоделие може да биде било кој. Значи директно се симнува членот во кој во сегашниот закон е нотирано кој може да биде инспектор по земјоделие. На овој начин ќе направиме директна можност да било кој може да биде инспектор по земјоделие и со неговата нестручна работа и непознавање на материјата да направи хаос во земјоделието. Исто така предлагам да се симне од дневен ред точката 11. Има идентичен наслов како претходната, предлог на изменување и допуна на Законот за шумарска и ловна инспекција. И овде со интервенции во законот со еден од членовите директно се аудира на тоа да нема критериуми за избор на инспектор по шумарство и ловство. Тоа значи дека утре може да биде инспектор во оваа битна сфера во државата било кој. Тоа е исто како да му дадете на некој што вози трактор, да му дадете да возе авион, затоа што има познавање од возењето. Или да му дадете на некој градежник да оперира. Или да му дадете на некој забар да баш проведува политика, односно инспекцијска служба во шумарството. Вакви несериозни пофати се недозволени во шумарството, и исто така можат сериозно да допринесат во влошување на така драстично лошите состојби во шумарството. Сметам дека овие три закони треба да се повлечат, да се доработат и на некој начин после ни се на нормална процедура, со оглед на тоа што се малку членови, да ги донесеме, односно да ги синхронизираме со однос на казните. Иначе вака предложени законите се тотално неприфатливи за шумарската пракса. Благодарам.